Дали оваа ситуација остави некого рамнодушен, недопрен? Како влијаеше на тебе, на мене, на сите нас, без разлика за тоа каков е нашиот став кон COVID-19? За мене, како заљубеник во личниот развој, можам да забележам дека даде јасен преглед за тоа на кој ниво на развој е секој поединец, тоест секоја организација. Зошто го велам ова? COVID-19 секој го допре, но не сите, тука мислам како на организациите, така и на вработените поединечно, реагира на ист начин. Ако на скала од 1 до 10 имаме проблем 7, сега ќе го викаме COVID-19, дали е тоа голем проблем? Па зависи. На кој ниво на развој сум јас? На кој ниво на развој е поединецот, тоест организацијата? Ако сум ја на ниво 2, тогаш тоа е огромен проблем. Но ако сум ја на ниво 9, тогаш тоа е ситуација за решавање. Од таа гледна точка, ценам дека е потребно постојано да се расте, како би можеле на проблемите да гледаме како на ситуации за решавање. Повторно мислам и на организацијата и на поединецот во неа. Не можеме да ги затвориме очите зад фактот дека оваа ситуација овозможи и од луѓето, и од организациите да исплива се она што го има во нив. И така, наместо да се лутиме, негодуваме, негираме, да си ги засукаме ракавите, да видиме што можеме да научиме и да продолжиме понатаму. Во тешки времења, оваа тема, темата на личниот развој, се заборава. А нејзиното место е повеќе од евидентно. Не сакам да кажам дека е најважна, зашто е потребно да се преживеат ваквите времења, но не помалку важно е да се оди и напред. Треба да се одвои што е итно, но и со едно око фокусот да го држиме на оно што е битно во целата ситуација. Решенијата на проблемите најчесто не се на нивото на кој што настанале проблемите. Туку се на следното ниво. И тука е местото за развој. Ке се запрашаме чија е одговорноста. Но и покрај фактот што организацијата е таа која што треба да обезбеди услови за работа, што возможува вработените професионално и лично да се реализираат, и вработените како нејзин составен дел го имаат истото право, тоест истата обврска. Ако на организацијата погледнеме пак како на личност, тогаш нејзините вработени се клетките, а болеста во организмот се дефинира како застој на енергијата во некоја од клетките. Истото се случува и во организацијата. Овие два дела се нераскинливи и меѓусебно се преплетуваат, па затоа и не може јасно да се разграничат. Феноменот на личен развој се рангира и како организацијска обврска, но и како индивидуална обврска. Оваа карактеристика има тенденција да го отежнува пак превземањето на одговорност. Можеби на моменти не изгледа дека невложувањето во вработените, тоест невложувањето во себе си, не носи некоја голема штета. Но се јавува разлика со тоа што другите организации и нивните вработени се развиваат и одат напред. Моментот кога ќе се воочи разликата, најчесто веќе е доцна, зашто таа е преголема. Во природата ништо не мирува. Или расте, или умира. Хипотетички да речеме дека ние држиме статус кво, а другите растат. Каде не остава нас тоа? Позади. Што значи не постои статус кво. Ако не правиме ништо, ние назадуваме на дол крок. Според ова, самата организација треба да има, тоест направи долгогодишен план за развој на вработените, кој редовно ќе се менува согласно потребите на вработените од една страна и потребите на пазарот од друга страна. Откако е дефиниран тој план за развој и поддршка од организацијата, останува вработените да го дадат својот придонес и да преземат одговорност за својот личен развој. Личниот развој не може да профункционира доколку не е охрабрен и поддржан од организацијата, но неговиот почеток не е можен исто така доколку не биде самоиницијативно практикуван од вработените.